Примероци на мозочно ткиво патувале од Македонија во САД повеќе од една деценија како дел од поголем научен проект на познатиот Њујоршки универзитет Колумбија. Станува збор за десетина примероци годишно, кои се користеле за истражување на болеста шизофренија, а во подоснежниот период и за истражувања за депресија и самоубиство, вели за топ тема на Телма професорот Алексеј Дума, пензионираниот директор на Институтот за судска медицина, кој бил дел од проектот. Ние се фокусиравме на стручната работа и стручниот начин на анализирање на ткивата во потребната цел. Во почетокот беа шизофрениите, па покасно, заради одредени стекнати накнадни сознанија во текот на работата, се отворија и самоубиствата, односно највисоките степени на депресија. Тука се остава прашањето дали етичкиот совет на медицинскиот факултет ова го одобрил и дали роднините знаеле дека се вршат вакви тоа е апсолутно добро прашање. експерименти. Значи, викам, работевме исклучиво по правните и етичките норми пропишани во развиениот свет. Америка беше многу пред нас и ги имаше решено тие проблеми административно, комплетно и целосно. Значи, ние се трудевме да ги задоволиме нивните првен барања на тие институции и сето тоа мораше за да помини до таму, мораше да биде регулирано првен тука во земјите каде што излегуваат. Проектот завршен пред една деценија, а научниот труд е објавен во јули 2014 преку Американскиот национален институт за здравство и МАНУ. Стариот научен проект и трудот збирка за психијатриски мозоци во Македонија, општи лекции за научна соработка меѓу земјите со различно богатство, стана актуелни во Македонија откако детали за проектот беа најдени во познатите Епстин документи, документи од истрагата за грозоморниот педофил, познат по злоупотреба на девојчиња и девојки. Документите ги објавува Американското министерство за правда и се главна политичка тема во САД. За македонските мозоци е ставен и мејл кој е испратен на Игров од инвестицијскиот фонд Турмалин. Во мејлот е наведен текст од Bloomberg Business Week за американската криза со самоубиство и најверојатно е за да се обезбедат пари за проектот, а инвеститорите да добијат даночно леснување. Малата балканска земја Македонија придонесува за најновите мозоци, благодарение на член на факултетот на Колумбија кој потекнува од таму и помогнал во организацијата. Македонските мозоци се замрзнуваат веднаш по нивното отстранување и се транспортираат во сандаци под надзор околу 4700 милји или околу 7560 километри, за да завршат во црни кутии со големина на кутија за чевли, обележани со QR кодови. Македонскиот професор на Колумбија универзитетот е Гораздо Росоклија, кој кратко ни одговори дека проектот бил одобрен од надлежните етички комитети за истражувања. Тој грант, како и сите други грантови со Македонија, мислам 6 или 7, ги имаат сите согласности од етичките комитети на медицинскиот факултет, а после 2006-та, кога станав академик, и на етичкиот комитет на МАНУ, како и на Колумбија, и за секое ткиво кое е користено има писмен консент од семејството за интервју и за користење на ткивото. Во научниот труд е објавено дека македонската страна добила нови знаења и опрема и дека проектот докажал ефикасна научна размена.